Во овој убав јануарски ден, исполнет со сонце и убавина, како сака да ни помогне за намената за која се наоѓаме денеска во ова село, да го представиме селото Лесново, едно од најстарите и најубави села и најпознати села во Република Македонија, села познати по својата убавина, питомина и на познатиот Лесновски манастир Свети Гаврил Лесновски. Староста на селото се потврдува и со името кое потекнува од старословенскиот збор лес, што значи шума, поточно честак шума, што зборува дека селото и го основале уште старите словени некаде во 9 или 10 век. Лесново е планинско село, сместено на блага падина, на дел од подножјето на северозападните делови на Осоговскиот планински масив, на просечна надморска височина од над 900 метри. Селото се наоѓа всушност во една рамка од ниски ридови, кои пак се остатоци од изгаснат вулкан, а во чиј меѓупростор всушност се наоѓа вулкански кратер, во геоморфологијата познат под официјалното име Лесновски кратер. Куќите во селото главно се лоцирани од двете страни на Лесновската река во така наречен збиен тип и амфитеатрален распоред. Природно-климатските услови и погодната месторположба во која се наоѓа Лесново е можеби и најдобриот одговор на прашањето зошто ова село е едно од ретките, не само во овој дел, туку и многу пошироко, кое во целото своја над 1000 годишна историја никогаш не ја менувало својата месторположба. Во селскиот атар, со површина од околу 1400 хектари, преовладуваат површините под шума и пасишта, без позначајни површини на обработливо земјоделско земјиште, поради што и жителите на селото во текот на повеќегодишната своја историја, основната екзистенција ја обезбедувале преку одгледувањето на добиток, но пред се со рударење во блиските рудници и со вадење и изработка на воденични камења. Во текот на средновековието, вештите лесновски камењари годишно произведувале и над 2000 парчиња воденични камења. Лесново кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, не само според бројот на жителите, туку и според степенот на развиеност на активниот општествен живот, било најзначајното и најголемо населено место во целата Златовска област. Тогаш во селото имало над 110 куќи со вкупно над 800 жители. Сега на почетокот на 21 век, Лесново, иако има само помалку од 100 постојани жители, се уште не ја губи надежда на својата преродба и враќање на некогашната селска идила, кои ја овозможуваат чистиот воздух, во еколошки здравата околина, во лесновската питомина, но и чувствувањето на неодменливиот духовен мир, исполнет со Божјата волја и небеската сила, која наоколу ја шири црковниот храм, посветен на Свети Архангел Михаил и пустоножителот Гаврил, познатиот манастир Свети Гаврил Лесновски. Селото Лесново е како создадено и измислено за развој на новоафирмираниот вид на туризам, туризмот на 21 век, кон кој се стремат луѓето од третиот милениум. Практикувањето на престој во природни рурални средини, во нашиот конкретен случај развој и практикување на селско-манастирски туризам, кој обилно го возможува селото Лесново, особено со најновите веќе реализирани активности за негово туристичко просторно уредување. Вистинската ренесанса и туристичко заживување на селото Лесново ќе се овозможи со реализацијата на најавениот проект Тајните на лесновските цркви и пештери, атракција и предизвик за европските туристи. Манастирот Свети Гаврил Лесновски е еден од најголемите православни духовни центри кој што зазема значајно место во црковната, националната и културна историја на нашиот православен народ.
Тој е основан во 11 век од Свети Гаврил Лесновски, кој што бил монах пустиножител, еден од првите монаси пустиножители и заедно со Свети Прохор Пчински, Свети Јоаким Осоговски и Свети Јован Рилски, едни од зачетниците на еремитскиот начин на монашко живење во овие делови на Македонија. Свети Гаврил Лесновски го основал манастирот според краткото пролошко житие, го основал манастирот посветувајќи го на светиот небесен архистратик Михаил, го изградил првиот храм и го собрал првото монашко братство. По неговото упокојување, следејќи го неговиот свет пример и неговиот живот, многу монаси почнале да доаѓаат во манастирот, сакајќи да го последат животот на Христе, да го следат примерот на Свети Гаврил, што резултирало со изградба на многобројни свети места, параклиси и скитови околу манастирот, кој што уште тогаш се нарекувал Велика Лавра и според историчарите бил една од најголемите монашки населби на Балканскиот полуостров и седиште на највозвишен монашки живот во тогашната Мороздвиска епископија. Тој од 11 до 14 век се развил во голем духовен и книжевен центар, постоела препишувачка школа и книжевен центар која што била една од најголемите по Охридскиот книжевен центар на Свети Климент Охридски. Тој во целиот период, прво пред турското владење, ја утврдувал православната вера кај македонскиот народ, ја ширил писменоста и културата и бил еден од најсветлите точки во историјата на нашиот народ, кој што ја сочувал и верата и националниот идентитет и културата. Манастирот во тоа време броел над 300 монаси, се нарекувал и Велика Лавра, со многобројни параклиси и скитови, преку 20 од нив кои што се наоѓале во близина на манастирот. Во 14 век манастирот е возобновен од Јован Оливер Деспот. 1341 година е возобновен соборниот храм во манастирот, посветен на светиот архангел Михаил, и од тогаш датира и фреско живописот во манастирот, кој што во манастирската црква, кој што е еден од најубавите и најсочуваните фреско живописи во Македонската православна црква. Се вели дека четворица зографи го фреско живописувале и дека во него се вткаени сите тогашни присутни стилови во византиското сликарство. Во манастирот постои и едно од најголемите богатства на нашата црква и на нашиот народ. Тоа е резбаниот иконостас од длабока резба, прво дело на мијачките копаничари на чело со Петре Филиповски Гарката. Тој има прв иконостас во Македонија, направени се уште 3 други иконостаси. Тој е 3 години изработен иконостас во ореово дрво, каде што се вткаени детали од животот на народот, од флората, фауната и од историјата на црквата, односно детали од Светото писмо на Стариот и на Новиот Завет. Манастирот по доаѓањето на турците продолжил да обстојува со несмалена силина. Тој се уште представувал голем значаен духовен и православен центар кој што го одржал македонскиот народ, му помогал на македонскиот народ да се утврди во православната вера и да даде голем и духовен и национален отпор против навалата на исламизирање и на потурчување на нашиот македонски народ. Тој во целиот период на турското владење останал нечепнат од турците, уживал голем углед и влијание и кај нив, затоа што се уште македонскиот народ бил утврден во верата и Бог ја го сочувал и манастирот и црквата. Бележи само поголемо запустување, односно разграбување, бележи во периодот по Карпошовото востание, некаде кон крајот на 17 век. Се вели дека во манастирот постоела една од најголемите библиотеки на Балканот со многобројни ракописи и книги, кои што за жал кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век се разграбени и разнесени по целиот свет, претежно по Европа. Сега се наоѓаат многобројните ракописи од Лесновскиот книжевен центар во мал дел во Скопје, голем дел во Загреб, Софија, Москва, Санкт Петерсбург и во другите православни центри. Манастирот и денеска продолжува да обстојува со возобновено монашко братство и денеска представува еден светилник кој што во овие тешки времења на обстојување за македонскиот народ, за македонската држава и нација му дава голема духовна подкрепа на македонскиот народ и се труди младината која што во поголем број
дојде во манастирот и се запознава и се утврдува православната вера, да им даде вистинска насока, да им даде цел и да го осмисли нивниот живот. Во просторниот план на општина Пробиштип, селото Лесново е зацртано како туристичко-рекреативен локалитет со тенденција да стане центар на природно и културно-историско наследство и центар на архитектонско, амбиентални и естетски вредности. Селото Лесново и Лесновскиот кратер е специфичен културен предел во кој што се испреплетени делата на природата и активностите на човекот. Лесновскиот кратер е еден од најсочуваните и најкарактеристичните кратери во Кратовско-Златовската област, кој поради својата исклучителна природна реткост е прогласен за споменик на природата и се наоѓа на списокот на заштитени природни вредности во Република Македонија. Додека пак манастирот Свети Гаврил Лесновски, поради своите исклучителни вредности, како историско и архитектонско културно наследство, со решение во 1950 година е прогласен за заштитен споменик на културата. Лесново, како простор на природни и културни вредности за општината Пробиштип, представува огромен потенцијал за развој на одржлив туризам. Поради овие причини, Советот на општина Пробиштип во месец септември 2006 година ја донесе стратегијата за локален економски развој на општината, во која еден од приоритетите е развојот на туризмот базиран на природните, културните и духовните вредности на општината, а пред се во Соговскиот и Злетовско-Лесновскиот крај. Во јуни 2006 година, во рамките на програмот Карц Фаре за меѓугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, имавме можност да конкурираме во компонентата за културно наследство и одржлив туризам и нашата општина конкурираше со проект Тајните на Лесновските цркви и пештери, атракција и предизвик за европските туристи. Вредноста на овој проект беше 161.000 евра, од кои 143.000 евра е грант од Европска Унија, а 18.000 евра беше контрибуција од општина Пробиштип. Времето на реализација на проектот беше една година, и тоа од 6.2.2007 година до 5.2.2008 година. Ние во општината, свесни за одговорноста и големината на проектот, веднаш се мобилизиравме и започнавме со неговата имплементација. Главните активности во проектот беа извршување на градежни работи на повеќе објекти, како што се местната канцеларија во село Лесново, училиштето во селото, јавните чешми, селските гробишта, пештерските цркви и пештерите за производство на воденичи камења со изработка на ведиковци и пристапни екопатеки до нив. Исто така, активност следуваше и во истражување и анкетирање на местното население, едукација на локалното население и изработка на промотивни материјали, како што се флајери, брошури, мапи, карти и така натаму. И еве, на крајот на истекот од времето за имплементација на проектот, ние во голема мера ги постигнавме главните цели на проектот и ја користиме денешната прилика да го промовираме нашиот проект и нашето Лесново како перспективен туристички центар кој има и свое економско значење за општината Пробиштип и за луѓето од овој крај. Во рамките на проектот Тајните на Лесновските цркви и пештери, атракција и предизвик за европските туристи, општината Пробиштип реализираше поголем број на активности, меѓу кои поглавни беа имплементацијата на договорот за градежните работи, потоа имплементацијата на договорот за озеленување и пошумување, имплементацијата на договорот за набавка на опрема, како и имплементацијата на договорот за услуги
односно договорот за изработка на промотивните материјали. Покрај овие главни активности беа имплементирани и други активности како што се регистрирање на проектот во институциите на Република Македонија, изготвување на тендерското досие, спроведување на пазарните процедури и избор на понудувачи, анкетирање на местното население од селото Лесново и едукација на целните групи и бенефициентите на проектот, како и други активности. Во втората фаза од имплементацијата на проектот се пристапи кон изготвување на тендерските досиеа. А заради полесно имплементација на проектот, буџетот на проектот го поделивме во 4 пакети. Првиот пакет беше пакет за градежни работи и тој изнесуваше 74.863 евра. Вториот пакет е пакетот за набавка на опрема и тој изнесува 22.633 евра. Третиот пакет е пакет за озеленување и пошумување и неговата вредност изнесуваше 4.800 евра. И четвртиот пакет е пакетот за услуги или пакетот за изготвување на промотивни материјали и неговата вредност е 6.300 евра. Во оваа прилика сакам да истакнам дека при изготвувањето на овие тендерски досиеа, како проектен тим, имавме многу големи потешкотии, бидејќи тендерските пакети се состојаа од голем број на документи кои требаше да бидат пополнети, а сето тоа да биде во согласност со европската регулатива. Морам да кажам дека ние од општината Пробиштип не бевме доволно подготвени за овој предизвик. Меѓутоа, благодарение на двете обуки кои беа организирани од Европската агенција за реконструкција во Скопје, како и техничката помош што ни беше пружена од техничкиот секретаријат од Кюстендил, ние многу брзо ги совладавме проблемите и ги изготвивме тендерските досиеа, а после тоа веднаш ги распишавме и самите тендери. Со оглед на тоа што изготвувањето на понудите беше нова и мощна сложена работа, која се состоеше од потполнување на поголем број на документи кои што требаше да бидат потполнети и според европската регулатива од самите понудувачи, ние во општината се одлучивме, а тоа и го запишавме и во инструкциите за тендер, да организираме техничка помош заради појаснување на тендерските процедури на самите понудувачи. Така, на ден 27.2007 година беше организирана работилница за појаснување на тендерските процедури пред потенцијалните понудувачи. На работилницата присуствуваа сите поканети потенцијални понудувачи, кои што поставија голем број на прашања во врска со изготвувањето на понудите. Исто така, на истиот ден по завршувањето на работилницата, на која беа појаснети тендерските процедури, се замина на местото на изведбата, односно на локалитетите во селото Лесново, каде според проектот беше предвидено да се извршат соодветните градежни и други активности. На местото на изведбата присуствуваа потенцијалните понудувачи на градежните работи, понудувачите за набавка на опрема и понудувачите на тендерот за озеленување и пошумување. Потенцијалните понудувачи од страна на проектниот тим на лице место беа запознаени со тендерските услови за градба, како и за сите активности што требаше да се реализираат на самото место. По завршувањето на рокот за поднесување на понудите на ден 21.8.2007 година, беше организирано јавно отворање на понудите, на кое отворање присуствуваа и самите понудувачи. По завршувањето на јавното отворање се пристапи кон административна, техничка и финансиска евалуација на понудите, после која беа избрани и најповолните понудувачи, со што се отвори процес за имплементација на главните активности, односно на самите градежни работи.
На југозападниот дел од Лесновскиот кратер се наоѓа местноста Градиште или кај народот повеќе позната како Големата кривина, која представува и порта и прозорец на Лесновскиот кратер. На десната страна на Големата кривина се наоѓа прозорецот на ширината, од каде се распространува прекрасната гледка кон Пробиштипската, Штипската, Кочанската и Овчеполската котлина. Покрај раскошот на прекрасната гледка, ова место зад себе затскрива многу таинственности, мистерии, митови и човечки судбини. Таму некаде, долу, во подножието на овој рид, во местноста наречена Градиште, се наоѓаат испосничките келии на Свети Гаврил Лесновски и неговите духовни браќа Јован, Јоаким и Прохор. Малку погоре од пештерските испосници на Свети Гаврил Лесновски се наоѓа природна статуа на човек со одсечена глава, чиј природен феномен и до ден денес останува енигма и мистерија за која меѓу народот постојат различни легенди и приказни. На дофат на асфалтниот пат, во непосредна близина на Големата кривина, во непристапен терен, се наоѓа Големата карпа, која тивко и немо ги затскрива во себе човечките судбини на едно време на зветовските и древенските каменорезци. Во проектниот тим на проектот Лесново одлучи овој простор да се уреди, да се открие и да се приближи до туристите и посетители. Така и се случи. Благодарение на средствата од грантот на Европската Унија, за време од само 1 месец беа изградени прекрасна наблюдувачница со уреден простор од 300 метри квадратни, пристапни патеки во должина од 50 метри, засечени скалила од 45 броја, изградена дрвена ограда во должина од 70 метри, изградени украсни ѕидови во должина од 15 метри. Уредувањето на овој простор создаде услови за слободен, безбеден и непосреден пристап на посетителите до живописната вулканска карпа, од која каменорезците од злетово и древено ги изработувале воденичките камења, обезбедувајќи ја својата животна екзистенција. Денес, оваа карпа и начинот на кој се вадени воденичките камења е мистерија за посетителот, ако се има во предвид како и на кој начин, од каква висина се вадени или зачнати овие камења, што може многу убаво да се види од снимката. Со изградбата на наблюдувачницата на посетителот, како на дланка му се откриваат убавините на пробиштипските и златовските предели за наблюдување, фотографирање и уживање. Со уредување на просторот пред Големата карпа се создадени услови посетителите одблиску да ги наблюдуваат пештерските келии на испосникот Свети Гаврил Лесновски и неговите духовни браќа, како и другите камени статуи и скулптури кои и натаму ќе останат целосно неоткриени и завиткани во мистерија. На левата страна од Големата кривина се наоѓа така наречената порта на Лесновскиот кратер, преку која на најубав начин, со прекрасна гледка на сите страни, може да се видат сите убавини на Божиот дар на Лесновскиот кратер. Според геоморфологијата, Лесновскиот кратер потекнува од Кратовско-Злетовската вулканска област, која го опфаќа просторот помеѓу градовите Пробиштип, Кратово и Кочани, простор кој се наоѓа на јужните падини од Осоговските планини. Лесновскиот кратер е еден од најсочуваните
но и најкарактеристични кратери во оваа област, што се потврдува и со фактот дека неговата исклучително природна реткост е прогласен за споменик на природата и се наоѓа на списокот на геолошките раритети на Заводот за заштита на природните реткости на Република Македонија. Според најкомпетентното мислење на еден од најпознатите геолози на Балканот, познавач и проучувач за постоењето на вулканската активност на ова подрачје, Јован Цвиик, тој Лесновскиот кратер го споредува со стариот кратер Етна во Италија, а купите од Лесновскиот кратер, Волујак и Драч, ги споредува со паразитските вулкани на Етна. Лесновскиот кратер го обкружуваат ридови што се издигаат околу селото и формираат прекрасен природен амфитеатар. Тоа убаво се гледа од околните ридови. Низ средишниот дел на кратерот поминува клисурестата Лесновска рекичка, која ги дели кратерот и селото на два дела. Посебен куриозитет представуваат така наречените ингримбити, кои ги нема никаде на друго место толку многу и на толкава површина. Во подалечниот средишен дел на кратерот, по дотекот на реката Лесновска, во далечината надзира село Лесново, од каде со Божја небесна сила зрачи Лесновскиот манастир Свети Гаврил Лесновски. На левата страна, од долниот дел на кратерот, во непосредна близина над асфалтниот пат, се издига природното Божјо чудо, прекрасната природна статуа на Пресвета Богородица, која народот ја смета за заштитничка на селото Лесново. На десната страна од долниот дел на кратерот се нанижани во вистински вертикален синџир некогаш плодните нивички на селаните од селото Лесново, кои првенствено биле засејувани со винова лоза, од која и ден денес има остатоци. Во долниот дел на Лесновскиот кратер, од двете страни на реката Лесновска, во синџирестите карпи и непристапните предели на кратерот се кријат тајните на пештерските цркви, пештерските мајдани и вулканските ингримбити. Со вредните раце на лесновските мајстори, во изминатите неколку месеци, под будното око на изведувачот на работите на ова место, беше создаден прекрасен простор за туристичко наблюдување, одмор и уживање. Уреден е простор од површина на 400 метри квадратни. Изградена е прекрасна наблюдувачница кон кратерот, селото Лесново. Изградени се патики во должина 20 метри. Засечени се скали од 30 наброј. Поплочени се површини од природни камени плочи од 130 метри квадратни. Изградени се украсни ѕидови во должина од 20 метри. Изработена е дрвена ограда од 40 метри. Од уредената порта на Лесновскиот кратер, од левата страна на големата кривина, од денеска стануваат поблиски, повидливи и појасни убавините на југозападниот дел на Лесновскиот кратер, како што се вулканските ингримбити, природната статуа на Пресвета Богородица, како и пештерите кои се во непосредна близина на ова место. На околу 300 до 350 метри од големата кривина по асфалтниот пат кон селото Лесново се наоѓа така наречениот среден дел од Лесновскиот кратер, во кој делата на природата и делата на човекот се испреплетуваат и надополнуваат. На левата страна од најклисурестиот дел на Лесновска река, наспроти асфалтниот пат што води кон село Лесново, во многу стрмните предели на местноста наречена Места, во хоризонтален и вертикален низ, во вид на крст, се нанижени ингримбитски карпи, создадени од природата, во чија внатрешност се сокриваат пештерите кои се создадени од човечка рака и кои во себе, далеку од окото на посетителите, ги кријат тајните на една подалечна лесновска голгота и животна судбина.
На десната страна на реката Лесновска, непосредно под асфалтниот пат во најстрмниот дел на овој предел, се наоѓа пештерска црква Света Богородица, која таинствено и немо, далеку од очите на посетителите, мистериозно ги сокрива тајните на едно минато време и на дел од културата на еден народ. Во моментот на одлуката, дилеми на проектниот тим немаше. Овде, на ова место, мора да се изградат патеки и мост на реката за поврзување на природните и културните вредности на двете страни на кратерот. Но, сепак, нешто ги мачеше сите. Одлуката за градба падна, но работата не е завршена, бидејќи се прашувавме сите, каде точно ќе се гради мостот? Коритото е широко. Каде ќе поминуваат патеките? Теренот е многу стрмен, а има опасности и од свлечишта и одрони. Со потенцијалните изведувачи, кога излеговме на местото на изведбата, не прашуваа каде точно е трасата, се прашуваа меѓу себе како ќе се носи материјалот, на кој начин ќе работат работниците, со кои алати, машини и средства, како ќе ги заштитиме работниците. Но со заедничко залагање на проектниот тим, надзорниот орган, изведувачот на работите и храброста на работниците од Лесново и околните села, кои работеа или соработуваа со изведувачот, градежните работи на овој проект се завршија први уште во раните и сушните есенски денови. Најпрво беа направени пристапните патеки и се отвори просторот пред Пештерската црква, а потоа и патеките кон реката. На овој потек беа изградени патеки во должина од 143 метри. Беа засечени скалила 60 наброј. Беа поплочени површини пред Пештерската црква и мостот од 30 метри квадратни. Се ставени дрвени огради во должина од 143 метри. Се изградија потпорни ѕидови во должина од 12 метри. На потегот од реката до пештерите од другата страна на кратерот беа изградени патеки во должина од 85 метри квадратни, поплочени површини од 28 метри квадратни, засечени скалила 110 наброј, уредени површини пред пештерите 40 метри квадратни, ставени дрвени огради од 160 метри, приуредени се 4 пештери, трасирани земјени патеки во должина од 700 метри. Се изгради дрвен мост на реката во должина од 10 метри, кој конечно ги поврза атракциите од едната и другата страна на кратерот. Со изградбата на пристапните патеки и уредувањето на просторот пред Пештерската црква, Света Богородица, таа стана достапна за посетителите и љубопитните истражувачи на непознатото и мистериозното. Со изградбата на пристапните патеки и уредувањето на предпросторот и просторот во пештерите, се отвори внатрешноста на Синџир од пештери, која пред посетителите јавно сведочат за една лесновска голгота и судбина. На овој простор, во непосредна близина на селото, се наоѓаат голем број на пештерски мајдани, создадени од повеќевековното изработување на воденички камења, познати како лесновски воденички камења. Овие пештери, како што може да се види од снимката, просто се нижат како Синџир од едната и од другата страна на клисурестата Лесновска река. Во текот на петвековното турско робство, од 1371 до 1912 година, најголем дел од жителите на селото Лесново во најдолг период својата животна екзистенција ја обезбедувале од приходите што ги остварувале од продажбата на воденичките камења. Тогаш, во некои поповолни периоди за работа во камените мајдани на Коларско, Места и Градиште, годишно се произведувале и по 2000 воденички камења, кои според квалитетот на каменот и изработката биле најбарани на Балканот. Од 1890 до 1895 година во Лесново делувала и успешно работела трговска компанија за откуп на воденичките камења. Цената на големиот воденички камен изнесувала од 15 до 20 гроша, а на малиот од 10 до 15.
Производството на воденичките камења на лесновските мајстори продолжува се до Втората светска војна. За потоа, со индустриализацијата, големите мајстори на каменот од лесново, слетово и древено да ја обезбедуваат својата животна екзистенција со работењето во рудникот Злетово, во рударските јами во Добрево или во другите погони на рудникот во Пробиштип, во фабриката за акумулатори, како и во останатите предпријатија и установи во Пробиштип. Но во процесот на транзицијата, од 1990 година, како по некое непишано правило, по толку години и векови, сегашните жители на Лесново почнаа да се враќаат на некогашната дејност на своите предци на сточарството и вадењето и изработката на предмети од камен. Во најубавиот дел од селото Лесново, во питомите падиња на вулканскиот кратер, сместен е манастирот Свети Гаврил Лесновски. Изграден е во 1341 година, врз темелите на поранешен храм од 11 век. Во 1950 година прогласен е за споменик на културата на Република Македонија. Во текот на целото свое постоење, тој бил духовно и просветно светилиште од каде силно зрачела славјанската вера и култура. Големиот македонски преродбеник Јордан Хаџи Константинов Джинот во 1855 година запишал дека во манастирот Лесново пред 400 години постоело неславното славјанско училиште. Уште во периодот од 12 и 14 век постоела Лесновската школа, преку која се ширела словенската писменост во овој крај и пошироко. Најпознати македонски ракописи од Лесновската школа се Хлудовиот труд, Струмичкиот апостол, Радимировото евангелие, Лесновскиот паренезис и други. Манастирот е познат и по својата моќ за лекување на болни луѓе. Посебен интерес и воодушевување кај посетителите предизвикува прекрасниот иконостас изработен од ореово дрво од врвните мајстори Петре Филиповски Гарката и неговата тајфа. Покрај иконостасот, врвна вредност и убавина представува и иконографијата на фреските кои по својата оригиналност пленуваат и восхитуваат. Од спротивната страна на Лесновскиот манастир, од другата страна на реката Лесновска, се наоѓаат училиштето и местната канцеларија. Единствената комуникацијска врска меѓу овие значајни културни и духовни објекти, кои се наоѓаат во централниот дел на селото, а се разделени од реката Лесновска, е заобиколниот асфалтен пат, кој представува долга и неприродна врска меѓу овие објекти. Најблиската и најприродна врска меѓу овие значајни објекти е трасата што ја гледаме на снимката која е предмет на третирање на нашиот проект. Затоа, проектантите одлучија овде, на ова место да се изгради мост на реката и да се изградат пристапни патеки кои најприродно и најкратко ќе ги поврзат овие културни и образовни објекти. Тоа и се случи. Се изградија пристапни патеки во должина од 260 метри, на кои се засечени 70 броја на скалила,
а се изгради и мост во должина од 6 метри на реката Лесновска, кој ги поврзува по најкраток пат двата дела од селото Лесново со манастирот, училиштето и местната канцеларија. Зградата на местната канцеларија е со површина од 96 метри квадратни, со сутерен и приземје и дворно место од 1976 метри квадратни, а се наоѓа во централниот дел на селото. Надворешните ѕидови се од камен со дебелина од 70 сантиметри, а внатрешните од плет. Меѓукатната конструкција е од греди, кал и дрвени штици покриени со многу оштетени гипсени плочи како таван. Сутеренот се состои од предсобје, кујна, магацини и подрум. Приземјето се состои од влез, местна канцеларија, која им служи на жителите на Лесново за состаноци и средби, трапезарија со кујна, како и санитарен јазол. Зградата е во многу лоша состојба, со многубројни оштетувања од старост, влага од земјата и влага која доаѓа од атмосферските влијанија преку кровот. Со проектот Лесново беше предвидено местната канцеларија да се реновира и реконструира за намените и потребите на местното население. Тоа и беше направено. Зградата е реновирана, адаптирана и опремена со мебел и друга опрема, во современ канцелариски простор за местното население, во просторија за свечености и обреди на местното население и информативно биро кое ќе биде на располагање на туристите. Зградата на основното училиште е со површина од 319 метри квадратни, приземје, подрум и дворно место од 1879 метри квадратни или вкупна површина од 2198 метри квадратни и е собственост на општината Пробишти. Училишната зграда е во релативно подобра состојба. Таа е изградена од камен со дебелина на надворешните ѕидови од 51 см. Во подрумскиот дел постои само една просторија која може да служи како природен ладилник за чување на храна и пијалоци. Приземјето е подигнато над теренот и во него се влегува од два независни влеза. Едниот влез води до поранешниот простор за учителот, а другиот до делот за едукација. Проектот Лесново предвиди училиштето да се санира, адаптира и опреми со мебел и друга опрема за туристичка намена за престој на гости, организирање на разни културни изложби и други туристички содржини. Тоа и беше направено. Зградата беше санирана, адаптирана и опремена со мебел и друга опрема во современ објект со високи стандарди и можности за сместување и посета на туристи. Располага со модерно уредена трпезарија, 2 спални соби со по 6 кревети, изложбен салон со етно поставка, просторија за едукација и семинари и просторија за ликовна поставка и ликовна колонија.
Селото Лесново е богато со чиста планинска изворска вода, што се потврдува со фактот дека уште во минатото мештаните изградиле дури 5 чешми во селото од кои тече студена, бистра и чиста вода за пиење. Со проектот Лесново беше предвидена реконструкција и санација на 5 јавни селски чешми на традиционален начин, изградба на пристапни патеки, поставување на табли и патокази и партерно уредување околу чешмите со употреба на локални природни материјали. А тоа и беше направено. Селото Лесново е карактеристично и по тоа што, покрај постоењето на 24 цркви, тоа е можеби единственото село во Република Македонија во кое постојат гробишта на 4 локации: Света Петка, Свети Врач, Свети Никола и Свети Димитрија. Со проектот беше предвидено на сите локации чистење на теренот, поставување на информативни табли и оградување на гробиштата. Тоа беше и направено. Селото Лесново со векови било свето и митско место. На просторот на селото и насекаде во неговата околина постојат бројни локации кои укажуваат на мистериозни појави и случувања. Се кажува дека во околината на селото Лесново постојат околу 70 оброчишта на кои во одреден период од годината и денот се случуваат мистериозни појави. Чистата животна средина, чистиот планински воздух и убавата природа, шумските појаси околу селото со специфична флора од разни видови растенија како бор, даб, леска, габер, дрен, кленика, ситен папрат и други, пријатната клима со многу сонце во сите годишни времиња, чистите и бистри планински води, атрактивниот изглед на високите ридови, го чинат престојот во Лесново многу интересен. Впрочем, престојот на ова место има терапевтско дејство и корисно делува на белодробните заболувања и подобрување на крвната слика, со што Лесново е своевидно воздушна бања. Меѓутоа, по селото Лесново и неговата околина постојат места и предели кои се повредени од забот на времето и природната ерозија и на кои беше потребно да им се помогне. Нашиот проект тоа го направи така што на тие места беше посадено млада шума од 5 хектари и тоа на неколку локации, каде што беше потребно. Беа засадени над 7000 садници со бел бор, црн бор, јасен, чемпрес, еводија, трепетлика и багрем, а извршено и хортикултурно уредување на партерот во училиштето и местната канцеларија. Во рамките на проектот, во селото Лесново беше извршено истражување со анкетен прашалник за интересот, можностите и подготвеноста на жителите на Лесново за прием на туристи. На прашањето, дали сте заинтересирани да се вклучите во понудување на приватно сместување на туристи, се добиени следниве резултати. Од вкупно 44 анкетирани семејства, како заинтересирани се изјасниле 33 семејства или 75%. Заинтересирани за воиднина се изјасниле 6 семејства или 14% и незаинтересирани биле 5 семејства или 11%. На прашањето, дали сте во можност да издвоите финансиски средства за преадаптација и уредување на простории за прием на туристи, се добиени следниве одговори. Од 44 анкетирани семејства, 24 семејства или 55% се изјасниле дека не се во можност со сопствени средства да извршат преадаптација и пренамена на просторот. 13 семејства или 30% се изјасниле дека делумно можат да обезбедат сопствени средства, а 7 семејства или 15% одговориле дека се во можност сами да обезбедат средства за уредување на простории за прием на туристи. На прашањето,
Колку простории би можеле да преадаптирате за прием на туристи? Се добиени следните резултати. Ниту една просторија, 5 семејства или 11%. Една просторија, 4 семејства или 9%, 2 простории, 24 семејства или 55%, 3 простории, 4 семејства или 9%, 4 простории, 5 семејства или 11% и повеќе од 4 простории, 2 семејства или 5%. Во рамките на проектот на 12.1.2008 година во Пробишти беше реализирана едукативна работилница со целните групи и бенефициентите од проектот на тема туризмот како можност за повисок економски и социјален стандард заради јакнење на јавната свест на населението од село Лесново и општината Пробишти. На работилницата беа презентирани 3 теми, и тоа: прва, одржлив туризам, одржлива употреба на природните ресурси во корист на локалното население, во презентација на професор Никола Панов од Институт за географија на Природно-математичкиот факултет Скопје. По 2. Едукација на местното население за туристички настап и уредување на селска куќа, во презентација на професор доктор Камен Димитров од Република Бугарија. По 3. Успешен пример на селски туризам од селото Брајчино, во презентација на Марија Спирковска од невладината организација Натура Нова, Скопје, и представници од туроператорот Горки Балојани од Битола. Денес користиме прилика пред вас да ги промовираме нашите промотивни материјали кои беа изготвени во текот на имплементација на проектот. Еден од тие промотивни материјали е брошурата под наслов Лесново, туристички рекреативен локалитет и центар на природно и културно наследство. Покрај брошурата, како промотивен материјал изработен е флаерот, туристичката карта на Лесново, информативна карта на Лесново и информативната табла, која вечно ќе сведочи за европското партнерство на Република Македонија и селото Лесново.